Јавноста очекува одговор од стручниот тим за проблемот со струшкиот водовод што ги остави стружани речиси цел февруари без вода. Документ што треба да објасни што се случи, но и да предупреди што може да се случи. Дали кризата во Струга беше изолиран проблем или сигнал колку е кревок системот за вода? Може ли следниот жолт картон за Струга да биде црвен картон за Скопје? Изворот Рашче снабдува со вода повеќе од половина милион луѓе, а во негова близина со години стои депонијата на поранешниот Југохром, локација поврзана со шестовалентен хром. Дали навистина сме безбедни или само се уште немало криза? Да си кажеме под наслов Струга како аларм за Скопје. Добре дојде за Јасна Оровчанец Арангелович од Македонското здружение на млади правници и Драган Димковиќ од Зелен хуман град. Добро ве најдов. Добро ве најдовме. Дали проблемот со струшкиот водовод ни покажува всушност колку сме ранливи како систем? Па може да се каже дека покажува дека сме ранливи како систем и дека несоодветно и ненавремено се реагира и се постапува кога станува збор за животната средина. Обично реагираме наместо да превенираме? Или воопшто не реагираме, веројатно? Па реагираме, меѓутоа не превенираме доволно. Добро, само за појаснување на нашите гледачи, Димковиќ и Оровчанец се граѓански активисти, односно луѓе кои работат во граѓански организации, невладини, кои се занимаваат сериозно со заштита на животната средина, секој од својот аспект. Димковиќ, што според вас ни откри кризата во Струга? Институционална слабост, недоволна контрола, доцнење во реакција или навики, менталитет на нас како општество, како граѓани? Сите овие работи што ги наброја, Горан. Меѓутоа, една од најбитните работи е, би кажал, задоцнетата реакција, како и превенцијата која што во овој случај би требало да се случи, меѓутоа не се случило. Една од најбитните работи е со струшкиот водовод, односно со струшкиот извор, шум, е тоа што не било обезбедено заштитното подречје околу самиот извор и тој бил оставен онака на среќа или несреќа на самиве луѓе кои што живеат таму или градежните фирми или било кој кој имал пристап до самиот извор. За разлика од тој извор, Рашче, скопскиот главен извор, е прилично обезбеден, има заштитен периметар околу самиот извор. Ке зборуваме колку е заштитен Рашче во продолжение. Ајде, на почетокот само малку да се фокусираме на Струга. На вонредната седница на Советот на општинот, како настана проблемот, градоначалникот Менди Ќура директно лоцираше одговорноста во човечки фактор, како доминантен причинител на ова што се случува сега, долгогодишни ископувања всушност во близина на изворите во шум, институционално непостапување повеќе од 10 години и недефинирана и нефизички заштитена зона од 1 километар околу изворот. И вие како екоактивисти во минатото се занимававте со струшката депонија, односно, нели, имавте представки, тужби пред домашното судство која не даде резултат, па отидовте во Страсбург. Јас само би те коригирала, ние сме правници, професионална правничка организација. Ајде, може и кои активисти во овој случај. Кои третираат еколошки проблеми? Да, помеѓу другото и еколошки проблеми кои се поврзани со безбедноста на граѓаните и нивното право на здрава животна средина. Мислам дека беше 2021 година кога поведовме и поддржавме постапка за струшката депонија. Заедно со наш колега адвокат, тој ја водеше постапката, и уште едно физичко лице. Таа постапка неповолно заврши пред македонските судови и во моментот се наоѓа случајот пред Страсбург. Се уште не сме искомуницирани од страна на Европскиот суд за човекови права, немаме ни информација дали е допуштена нашата жалба. Че ние поддржуваме, учествуваме, истражуваме во оној правен дел во однос на заштитата на животната средина. Така, во овој случај сега, со водоводот, се вклучи и обвинителството. На 13 февруари ја оформи предмет. Се уште не е јасно според кој член ќе биде, нема квалификација на делото. Димковиќ, градоначалникот, зборуваше за катастрофална состојба на терен, така го опишуваше случајот. Длабоки ископи што тешко ќе се санираат, системско уништување на екосистем и побара кривична одговорност. Така, значи, тој исто така споминува целава ситуација како хаварија, што е малце да речам благ термин за вакво нешто, повеќе асоциран на екоцид и едно непостапување по должност на самите институции во последниве, еве да кажеме, децении. Повеќе од 10 години не се постапувало за да се направи превенција
за да се заштити изворот и за да не се остават илјаници граѓани стружени без вода како што е моментална ситуација. Така, ако Струга беше аларм, рековме што е за Скопје оваа Равенка, вие велите таму е друга ситуацијата. Да. Барем вашиот впечаток е таков? Да, таков е, пошто изворот Рашче е заштитен, да речеме, уште од 1970-те години со одлука на град Скопје и се дефинирани иницијалните периметри, заштитни зони околу самиот извор, прва, втора и трета заштитна зона. И со понатамошните одлуки биле доуредувани, биле проширени во 2002 со просторниот план за Рашче. Меѓутоа, овде случајот е многу по-друг, поради тоа што, како што реков, малце по-сериозно се има пристапано кон самиот извор, за разлика од Струшкиот извор Шум. Мислите дека Рашче е безбеден? Од загадување? Не реков дека е безбеден, ама малце по-безбеден за разлика од Рашче. Значи, не може никој да отиде во Рашче и да ископува на 10 метри од самиот извор. Тоа е, мислам, нема се случи пошто има аларм за Скопје, мислам на тоа дека депонијата е таму со децении. така. Таму се депонирал отпадот од Југохром од 1955 година, кога почнал комбинатот со работа, до 2016 кога е затворен. Така. Да, не реков дека е безбеден, малце по-безбеден од изворов Шум. Сега, има опасности од загадување од депонија во Југохром Јагуновце со 6-валентен хром. Многу пати го имаме споменувам и вие го имате споменувано во емисии дека е крајно опасен, канцероген, прави енормни штети во системов ако биде внесен. Исто така имало случаеви кога добитокот во самого село има напиено од отпадните води и умреле инстантно, многу брзо умреле од како се напиле. Подоцна била дефинирана таа, мислам, биле подигнати столбови за да се заштити самово население и самиот добиток од опасност. Да, пред некое време на вашите места седеа професорите Златко Илиовски од Градежниот институт во Скопје и професорот Трајче Стафилов од Институтот за хемија. Изборувавме за тема како да се заштити Рашче од депонијата. Експертите всушност бара дислоцирање на депонијата, односно да се физички да се заштити можноста од преку подземните води загадување со 6-валентен хром на изворите во Рашче. Потоа друга граѓанска организација Зелена национална стража направи едно кусо видео од тој материјал, од тој разговор со професорите, па предлагам само како дополнителна инспирација пред да продолжиме со разговорот за Рашче, да го погледнеме видеото сите заедно. Една од најакутните, односно најжешките, така наречена темпирана бомба, најопасна за животната средина, е депонијата од некогашниот комбинат Југохром. Депонијата во големина колку 13 фудбалски игралишта се уште стои незаштитена и е во опасност да го загади трајно изворот Рашче, од кој со вода се снабдува цело Скопје. Оваа цевка што е помалата челичната цевка од која истекува таа жолта вода, носи вода од самото дно на депонијата. Значи во самото дно на депонијата во подлогата се наоѓа акумулирана вода со висока концентрација на 6-валентен хром. 6-валентниот хром е многу токсичен. Бидејќи не е заштитена депонијата, не е покриена, дождовните води ги раствараат хроматите и тие понираат во подземните води и површинските води исто така. Преземени се мерки само за зафаќање на дел од површинските води, пречистување нивно во смисла на редуцирање на хромот од 6-валентен до 3-валентен и негово испуштање во варда. 6-валентната верзија на хром, посебно во води за пиење, е многу токсичен, доведува до појава на рак, заболување на црниот дроб, намалување на репродуктивната способност, други стомачни органи, нервниот систем и така натаму. Тука треба да напоменеме дека и хромот во форма на 3-валентен е исто така ризичен, токсичен. Сите стручњаци, сите експерти што работеле на овој проблем, кога ќе се анализира самиот хидрогеолошки модел, укажува на можност за контаминација. Дали ќе се случи и кога ќе се случи, не може да се тврди. Но
фактот што ние имаме постојана продукција на контаминирана вода. Таа вода не ја прочистуваме, секојдневно се зголемува притисокот. Подземните води го полнат изворот. константно се оптоварени со нови количества на хром. На контаминен купниот отпад е 1.100.000 метри кубни. Волумен, купната маса на материјалот кој го има депонијата е 2.200.000 тони материјал. Тоа се 100.000 камиони. Самата депонија се наоѓа на една исклучително неповолна локација. На некој да му дадевме задача да ја избере најнеповолната локација, не знам дали ќе ја одбереш. Од едната страна на 20 метри до депонијата поминува пруга. Од источната страна поминува патот Радуша-Тетово. После него е реката Вардар. Одма после реката Вардар е Жеденскиот масив. Од северна страна се наоѓа река Габровница. Сите технички решенија се со сериозни предизвици. Факт е дека не значи дека нема решение и дека ова не треба да биде алиби. Во самата студија е потенцирано и објаснето и прецизирано дека решенија постојат. Решенијата се групирани во три категории. Едната категорија е ублажување на состојбите, пример покривање на депонијата не е трајно решение, е ублажување на состојбите. Депонијата останува тука, во дното е отворена. Други решенија се од категоријата на пломбирање. Целата депонија, така наречени саркофаг решенија, да се пломбира, да се затвори. Од горе, од долу, херметички да се затвори по сите стандарди. Тоа подразбира локално преместување на депонијата во претходно изготвена подлога со хидроизолација, со сите можни технички решенија најприменливи во светско ниво за ваков тип на депонии. Трето решение е оваа депонија од тука да се земе и да се однесе на друга поволна локација во Македонија, локација која ги задоволува во голема мера условите за депонија за опасен отпад и во тој случај на самата локација ќе немаме депонија, на друго место ќе се депонира безбедно. Не постои решение пократко од 5 години. Она што е најважно е што е можно побрзо да се отпочне со решавање. Кус коментар или да прашам од ова каков печаток? Може? Која година е ова? Добро прашање. Ова е минатата година во мај. Значи во Пред 9 мај, месеци, така. да, пред 9 месеци во мај ќе биде година дена. Решение, односно почеток кон решение се уште нема. Може да Југохром е идентификуван како жешка точка. Што значи тоа? Тоа е високо контаминирано подрачје. Таму со самата депонија управува Министерството за животна средина. Постои прочистителна станица Која од 6-валентен го прави 3-валентен. Тривалентен хром. Сега таа прочистителна станица во 2020 година имаше некој квар и настана поголемо истекување додека се набават деловите од вие страна на... реагиравте тогаш? Да, ние реагиравме во соработка со Институтот за комуникацијски студии и направивме студија на случај. Што е проблемот таму? Проблемот е што не е јасно колку истекува постојано. Не мора тоа да е голема количина на 6-валентен хром, меѓутоа секако дека се води сметка и дека се контролира. Овие снимки што ги гледавме на видеото ми ги пратија стручњаците кои беа на терен, кои го снима и кои ја правеа студијата, односно извештајот потоа. И ако ми дозволите само еве заклучоците ги прочитам или Добро. ајде прво да ги чујам само она што ве инспирираше од видеото, од поентите што ги кажа професорите. Потребно е да постои план за управување со вакво подрачје. Таков план немаме. Треба да се формира определен комитет од страна на владата и да се донесе план за управување со вакво подрачје. Мислам дека ние побаравме дали постои таков план како здружение, не добивме одговор од страна на Министерството за животна средина. Тоа е пред околу 8-9 месеци. Во случај каде што државата не може да се справи со ваков отпад, постојат одредби кои упатуваат на тоа дека ваков отпад може да се извези и да се отстрани. Да, кажа. Да. Три решенија. Едното е покривање. Ние помина една година не го ни покривме. Најефтиното и нај... Ова е одамна, ова не е од сега. И опасноста колку е блиска да се загади Рашче, јас не можам да кажам. Ниту... Никој не може да каже. Да, може колку... да биде, а може и да не биде. Може да биде веднаш, може по 5 години, може по 20. Може по 30 години, да. Меѓутоа ризикот постои огромен. Да, и ние не преземаме ништо. Не преземаме, односно многу малку преземаме. Имате ли информација вие дали таа пречистителна станица работи без дефекти од тогаш на? Имам информација дека работи со дефекти, односно многу малку работи од тоа што треба да работи за ефективно да го трансформира 6-валентниот хром во 3-валентен, кој што нели исто така е опасен, ама не колку 6-валентниот хром. Главна причина тука би ја кажал
неажурноста на самото министерство и чудниви односи кои што се поставени со самата пречистителна станица. Нема јасно кој е собственик, мислам, а собственик е Југохром, меѓутоа министерството одобрува плати, одобрува средства за реагенси и ако министерството не го одобри тоа, нема да работи самата пречистителна, што и се случи пред неколку години да тотално запре самава работа на станицава и тој 6-валентен хром да не се прочистува. Ева Орошанец вели нема активен план за санација, туку само адхок мерки. Немаме план никаков во однос на тоа. План за управување со контаминирано подрачје од овој тип кој е дали вам како на женска правници точка? ви е јасно кој е надлежен за просторот, кој управува, дали тоа општината, Министерството за животна министерството? средина преку едно друштво фирма која управува таму. Задно. Имате ли информација, на пример, колку често се мери, кој мери? Државниот инспекторат за животна средина мислам дека прави контроли. На Не колкава знам точно фреквенција, на колку време и на колкава фреквенција би требало барем неколку пати годишно да се вршат тие контроли таму. Димкови, знаете вие дали се јавно достапни резултатите од мерењата? Не се јавно достапни, дури ни знаеме тие на колку време мерат и ако мерат, објавуваат само поволно или неповолно. Добри се резултатите или не се добри. Исто како што прават од водовод, исто прават и Министерството за животна средина. Ги нема тие резултати, освен едни резултати што биле собирани од Државниот завод за ревизија во 2015 година, кај што биле измерени огромни количества на 6-валентен хром и тоа не на самава локација, него преку реката Вардар од странава на Јагуновце. Биле измерени некои 20.000 микрограми 6-валентен хром, што е недозволиво за такво нешто, за таква локација да се случи. Но јасно е дека отпадните води завршуваат во Вардар. Така. Да. И во Лепенец. И покрај заштитените облоги и покрај заштитените завеси, дел од 6-валентниот хром пак завршува во подземните води, односно понира. Што можеме да направиме ние како медиуми, вие како... Ние можеме да зборуваме и да повикаме на примена на оние законски решенија кои веќе ги имаме во државата. Дали се доволни? Па може да бидат доволни, да. Според мене немаме лоши законски решенија. Меѓутоа, нели секогаш станува збор дали се применуваат, колку се применуваат, дали се постапува согласно она што е определено со законите и со подзаконските акти. Инаку може да се најде решение, не е тоа толку тешко. Мислам, сега, јас не би сакала кога зборуваме вака да ствараме некоја паника кај населението, дека сега водата во Скопје и изворот Рашче е загаден, бидејќи редовно се контролира таа вода и од страна на водовод. Ние сме барале ние податоци. зборуваме за опасноста од загадување. Да, ама може да се протолкува поинаку, па би сакала тука да потенцирам дека има информации и мерењата на водовод се достапни, доколку им побарате информација од слободен пристап од јавен карактер, Не зборуваме дека струшкиот случај треба да биде аларм Аларм, за да, надлежните да се позанимаваат со заштита на зоната околу изворот Рашче. И Да тоа не не се од случи ископи, истото. Да, и не од се други, случи. туку од трајно загадување, бидејќи ако се случи загадување со 6-валентен хром на изворот Рашче, колку што разбрав од досегашните емисии и подготовки, нема враќање назад. Можеби за во Струга сега матноста се избиструва, намалена е значително од 28 на 1,7, малку е над дозволената граница. Меѓутоа, таму станува збор за ископ, за нешто друго, причинител за загадување. Сега овде со 6-валентен хром враќање назад нема, ќе треба да поминат стотици години. Природата тоа да си го направи, Рашче е дар од природата што не смееме да дозволиме да го загубиме. И сега околу законите, само ќе ми дозволите едно прашање. Според кривичниот законник, 2 члена предвидуваат загадување на води и екоцид. Едниот е екоцид 218б, а загадување на вода е член 219 од кривичниот законник. Вие велите, законите се добри, генерално, треба само нивна примена. Меѓутоа само ќе ми дозволите да го цитирам член 219, загадување вода за пиење. Тој што со некоја штетна материја ќе ја направи неупотреблива водата за пиење во извори, бунари, цистерни или резервоари или некоја друга вода за пиење, ќе се казни со парична казна или со затвор до 3 години.
Ако делото од ставот 1 на овој член е сторено од службено лице или одговорно лице во правно лице, или ако поради истото дошло до појава на епидемија на заразна болест, сторителот ќе се казни со затвор од 1 година до 5 години. Ако делото од став 1 е сторено од небрежност, сторителот ќе се казни со парична казна или затвор до 1 година. Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. И сега ќе испадне дека правно лице го направило прекршокот, ископувало таму и ќе бидат казни со парична казна. И дали е тоа доволно за штетата што им е нанесена на Стружани, цел еден град, речиси цел февруари од 9 февруари кога се случи, кога ја забележаа од чешмата како тече загадена вода, не можат да ја употребуваат водата не само за пиење, туку ни за лична хигиена, ниту за готвење, ниту за ништо. Па треба да оставиме на судот да процени што е доволно. Не вас како правник ве прашувам дали треба можеби да се заострат законите. Веројатно ќе заврши случајот на суд. Искрено немам мислење конкретно за овој член, дали треба да се заострат казните кај овој член. Доста казни во кривичниот законник се заострени од претходно со измените. Правото е материја која може да се менува, нели законите се менуваат, се адаптираат на фактичките состојби и потреби на луѓето. Така што оставам на оние кои ќе подготвуваат понатаму измени на кривичниот законник да заклучат дали и како треба ова да се регулира. Не мора да се квалификува делото како загадување на води, затоа што загадувањето на води може да биде од различен степен, може да биде намерно, ненамерно. Ако се квалификува тоа како екоцид, да, ако се квалификува како екоцид, верувам дека тука се казните построги. Така што не се генерално проблем законите. Во овој случај со Југохром треба да се донесе план за управување со тоа подрачје и тој план да биде конкретен и јасен. Добро, вие велите да оставиме на судот. Какво е вашето искуство како здружение на Македонско здружение на млади правници со досегашните постапки кои завршиле на суд во однос на еколошки проблеми? Па не е добро искуството, затоа што сите наши тужби се одбиени, сите наши барања, управни постапки. Значи не може да оставиме на судот. И кога ќе оставиме на судот, не завршува како што треба. Па мораме да бараме помош во Страсбург. Да, досега е така кога станува збор за животната средина. Зошто е тоа така? Повторно е прашање на менталитет на општество. Недоволно сме свесни за дека правото на чиста вода за пиење е безбедносно прашање. Не станува збор веќе за екологија. Станува збор за живот. Па и правото на воздух е исто така. Да, мислам дека исто така е многу битно тоа што го спомна сега, дека не сме доволно информирани и едуцирани на самава тема, дека правото на вода е основно човеково право, како и правото на чист воздух. Тоа мора да ни биде јасно на сите. Еве, јас сум пример дека пред години нешто воопшто не ни знаев дека правото на чист воздух ми е загарантирано право во Уставот на Република Македонија. И кога го дознав тоа и си реков... Како излезе толкувањето на Уставниот суд, веројатно? Тогаш по медиумите беше објавено. Дека имаме право дури да ја тужиме државата. Така, во тој период беше тоа. И тогаш се активирав и почнав да бидам гласен на самава тема. А мораме ние да ги едуцираме луѓево кои што на оваа тема или нема слушнато или не се едуцирани. Еве на пример видеово репортажа што прикажавте сега од Зелена народна стража. Ја воопшто не знаев за Рашче додека не ја видов репортажа од Зелена народна стража. И тогаш прв пат се сретнав со ова да денеска почнам малце поактивно и погласно да зборам за оваа тема, пошто е многу битна. Значи, ја враќате топката кај нас, медиумите треба погласно и почесто да зборуваме за вакви теми. Апсолутно, и вие и ние, активистите. Добро. Еве само малку околу загадувањето на ова што го спомнавте вие дека било измерена количина на или како што реков, да ми дозволите да цитирам дел од заклучоците на последната студија што ја правеа професорите Илиовски и друг тим хидролози во однос на можната опасност од загадување трајно на Рашче 2022 февруари. Значи, точно 4 години, пред 4 години е направена студијата и само кусо резиме од тоа. Досегашниот квалитет на водата на изворот Рашче е добар, но е под сериозна закана од загадување од индустријската депонија Југохром. Депонијата продуцира неконтролирано и постојано истекување на шествалентен хром во реката Вардар и во зоните на прихранување на изворот. Со цел да се придонесе за утврдување на можна миграција на шествалентниот хром со подземните води на Жеденскиот масив, беа изведени два длабоки, стручен назив
пиезометри, мерење на длабочина од 220 метри и од 435 метри. И сега ваков е наодот. Добиените резултати покажуваат дека во мерењето на длабочина на поголемата длабочина на 435 метри на жеден е одредена концентрација на 6-валентен хром од 0,03626 милиграми на литар или 3,6 пати поголема концентрација во однос на дозволениот лимит. Значи на поголема длабочина веќе се регистрираат поголеми нивоа над дозволената граница. На таа до 220 метри тогаш биле изберени количество на 6-валентен хром во рамки на дозволената граница. Значи загадувањето веќе почнало или го има некаде длабоко таму Почнато жеден. И мора итно да се делува, да се Итно презне. треба да се направи план и да се види што ќе се прави со таа депонија и надлежните да го сватат тоа сериозно. Така? Мислам, да. Како Да што се- до да сега биде- не го сваќа. Да, како што до сега не сваќа. Не знам кој како го разбирал, нема кај нас одамна некоја особена политичка волја во однос на заштитата на животната средина. До сега ниту една влада не покажала некој посебен интерес да ги реши тие прашања. Има исклучоци секако, меѓутоа проблемите обстојуваат и за голем дел од нив не се наоѓа решение. Да, Така недостиг што на политичка волја, велите. Може би е недостиг и реален на финансиски средства, бидејќи сите решенија се прилично скапи, може би најевтино е тоа покривање, за да не се дозволи секој нов дожд да го само разлева тоа. 6-валентниот хром и плюс да го... Штетата што ќе настане е поголема од финансиските средства што би се искористиле да се отстрани опасност. Еве се согласивме и дека постои недостиг на јавен притисок, веројатно. Апсолутно. Постои неинформираност, да, постои. Многу малку луѓе знаат, некои, например, луѓе не ни пијат вода од чешма од овие причини, дали превентивно или не знам. Но ја користат за други потреби. А ако се загади, ке не смееме да ја користиме воопшто. Сега за сега е безбедна водата од изворот Рашча. Зборуваме во хипотетички. Ако се Хипотетички. загади. Ако се загади со 6-валентен хром, нема да може да се користи никако техничка вода. Е сега, постои недостиг на пари, постои недостиг на јавен притисок, но не постои резервен извор. Немаме план Б за Рашча ние. Некаква варијанта е изворите на Лепенец и на Нерези. Нерези, да. Меѓутоа тоа не е доволно да се снабди град од 650.000 жители или колку сме според последниот. Така, околу 600.650. Самиве извори во Нерези и Лепенец може да покријат некаде околу 30-35% од потребите на градов, меѓутоа тоа е далеко доволно. И ние како град и како општина мораме да изнајдеме алтернативни извори, заради тоа што ако се подпираме само на Рашча, ќе се ставиме во многу неповолна положба во случај ако дојде до хаварија, односно загадување на самиот извор од 6-валентен хром. Меѓутоа, тука не е само проблемот со 6-валентниот хром. Во самите студии е потенцирано дека во првата заштитна зона не сме да се буши бунар, а не да се замислат градежни активности или пак септички јами, ниту пак бензински се дозволени, ради тоа што може да истражат материи во самиве почви од пукнатините или од спојните елементи на самиве базени. Многу се ригорозни самиве заштитни подрачја, меѓутоа во пракса ништо тоа не се контролира. Исто така се забранети пестицидите. Не смее да се замисли да се прска со пестициди во вакви порозни подрачја, заради тоа што самите пестициди завршуваат директно во подземните води. Многу убаво се напишани овие работи, што смее, што не смее да се прави, меѓутоа тоа во пракса не се контролира. И тука е главниот проблем. Не знам на што се должи тоа, дали на немање на кадар или на немање на политичка волја, меѓутоа ова мора да се свати многу сериозно. Добро, бидејќи граѓанските организации работат со странци, некакви меѓународни механизми постојат ли за дополнителен притисок или еве она што го чекаме како Страсбург, како надеше единствено? Нема потреба од меѓународни механизми. Имаме ние доволно законски решенија кои може да се применат во конкретниот случај. Јас не би одела на тоа да размислуваме за алтернативни извори наместо Рашча, туку бидејќи Рашча е навистина богатство. И богатство кое ретко кој го има. На светско ниво да земеме чиста вода за пиење. Така што можеме тука да го најдеме решението. Не мора секогаш да биде притисокот од надвор.
Инаку да, би било веројатно сценарио за филм да се замисли како еден град од над половина милион жители би функционирал без вода. Колку време би било тоа? Веројатно, да. Јас не би замислувала во моментот. Добро, значи оставаме на доверба на институциите дека конечно ќе се проработи свеста или можеби дека струшкиот случај ќе биде алармот што ќе го вклучи механизмот и ќе почне да се применуваат законите и некакво решение ќе почне да се презема. Ја лично не би оставил, ниту ЗХГ како организација не би оставила на сами институции, токму поради причините кои што ги видовме во минатало. Не постапување по должност, никаква превенција, никаков сенс за одговорност од самиве лица кои што се на позиции и од самиве институции. Така што убава идеја и замисла да се остави на самите институции, меѓутоа ние мораме со јавен притисок, со едукација, со зборување на самите теми, да го зголемуваме тој притисок за да се исполни, да не се остави на среќа институциите да се завршат работа за кое што се платени од наши пари. Да, и вие како Зелен хуман град и кога бевте вклучени како граѓански активисти на некои од изборите, мислам на локалните во 2021 и сега на овие, имавте заложба за трајно решавање на проблемот со депонијата во Југохрум како трајна заштита на изворот во Рашче. Така, апсолутно. Ваша заложба. Да, меѓутоа, еве гледаме до каде се стигна. Главен проблем е што се нема, како што реков, сенс за итност и дека овие проблеми мора да се решат најитно што може. Не може, имаме извори, информација дека во 2019 година тогашниот министер за животна средина не сакал да чуе за Југохрум, а не активно да се заложи да го реши проблемот. Исто така, има направени се експертски тимови, проекти за филтрација на самиот 6-валентен хром со специализирани машини за тоа. Проектот бил презентиран на самиот министер, со министерство, со инвеститори, со експертскиот тим и толку. Проектчиња се презентирале, ништо од тоа не настанало и кога го прашавме министерството, мислам кога самиот медиум ми го праша министерството, рекоа дека па добро, толку беше само презентиравме, не се одлучи ништо понатаму. Значи не сме да се дозволи да имаме решение и да не ги потребиме. Скапи, колку и да се скапи, ништо не е поскапо од тоа еден град од 6000 жители да остане без вода. Так, и за крај нели ќе се согласиме, прашањето не е дали Рашче е загаден, туку прашањето е дали системот гарантира дека нема да биде еден ден. Не гарантира воопшто. Добро? Па не гарантира сосема. Да. Делумно. Подобро да превенираме, туку да санираме. Така е. Ако воопште може да зборуваме за санација кај Рашче. Јасна Оровчанес, Македонско здружение на млади правници, Драган Димковиќ, Зелен хуман град, ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да се кажем. Благодарам на поканата. Благодариме. Почитувани, ви останете на Телма и имајте убав ден.